Грчката држава ќе се соочи со над 8.000 барања на македонци со потекло од Егејска Македонија за враќање или компензација на одземените имоти, пишува атинскиот весник Етнос. Истиот извор наведува дека вредноста од одземените имоти се проценува на десетици милиарди евра. Лидија Чакар има повеќе. Вака изгледа едно барање за враќање на имотот на децата бегалци од Егејска Македонија, а такви ги има 8.000. Постапката за имотите се води од македонските власти и од посебна комисија, а во иницијативата се вклучени и група правници со цел да бидат поднесени соодветни барања до грчките судови и до Европскиот суд. Очекувањата се дека Грција ќе се коригира. Ние сме сигурни дека овие права ќе ги оствариме, бидејќи секој од нас и во Европа и во светот, па ако сака да е пошироко, знаат дека собственоста не се губи. Клучно според Доневски е да се укинат дискриминаторските закони од 49-та и 85-та, со кои беше оневозможено враќањето на имотите на децата бегалци. Треба да се отворат и вратите на катастарот, за да можат заинтересираните да видат со каков имот располагаат и да добијат имотни листови, објаснува Доневски. Македонскиот парламент донесе резолуција во која се вели дека македонската држава ќе им помогне стручно со лобирање и логистика овие луѓе да ги остварат своите права, но потребна е и европска помош, смета председателот на Незаборав. Европа која ќе донесе резолуција дека Грција има обврска за овие граѓани протерани 49 година, таа ќе мора да се преиспита. Доневски со порака до грчката влада да не се плаши, зашто како што вели, не сакаат да го осиромашат јужниот сосед, не сакаат пари, сакаат да им се вратат одземените имоти.